Најпрво и пред се сакам да ги демонтирам сите обвинувања на мојот колега кој што имаше претходно излагање, обвинувања кои што ги истакна во неговата изјава за извесен политички прогон врз било кого, и напротив да истакнам дека во Република Македонија после долго време, како никогаш досега, владае законот, позитивните законски прописи и правдата. Нешто за кое што сите ние сме сведоци и за кое што заедно долго сме се борели. Почитувани присутни, правда мора да има. Република Македонија е правна држава во која законите важат подеднакво за сите. Никој не е над законите и никој не е над правдата. Секој оној за кој што има судска пресуда, за кој што има судска одлука, дека ги прекршил законите, мора соодветно да одговара за своите постапки, без оглед на неговата политичка припадност, верска, национална припадност и без оглед на тоа во која функција се наоѓа сега. Тоа особено се однесува на личностите кои што пред се избрани од граѓаните и ги застапуваат нивните интереси. Оној за кој што се докажало дека ги прекршил законите е несоодветно да биде дел од законодавниот дом, да биде дел од домот каде што практично законите се донесуваат, се подобруваат и унапредуваат, и да биде дел од домот кој што ги застапува граѓаните. Затоа како пратеник во Собранието на Република Македонија барам од Комисијата за мандатно-имунитетни прашања да донесе одлука за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Сметам дека со правосилната одлука и со упатниот акт за издржување на казна затвор, сите аспекти на пресумпцијата на невидност се веќе исцрпени, а тоа пратеникот Никола Груевски го прави недостоен да биде дел од законодавниот дом и да ги представува граѓаните. Како пратеници избрани од граѓаните, имаме обврска двојно повеќе да ги почитуваме законите и да внимаваме законите да се почитуваат, а не истите да ги прекршуваме и да се обидуваме да ги заобиколиме. Не смееме да дозволиме никој да побегне од одговорност, а најмалку да се заскрива зад пратеничкиот мандат. Правда мора да има, почитувани присутни, почитувани граѓани. Ова денешна седница нека биде пример кој што во иднина ќе ги потсетува сите избрани функционери, особено и актуелните функционери. Јас припаѓам на, условно кажано, парламентарното мнозинство кое што избра оваа влада и практично извршната власт во Република Македонија. Ја користам оваа прилика да испатам апел оваа седница да одзвонува, да ги потсетува сите избрани функционери да не се дрзнат да го прекршат законот или да се обидат да го заобиколат. Законот кога тогаш го стигнува секого.